Јавната расправа за уставните амандмани започнува утре во Скопје. Првата ќе се одржи во владата на Илинденска број 2, откако по 3-дневна расправа народните избраници ги усвоија 4 нацрта амандмани за промена на уставот. Наредните ќе се организираат и на ФОН, МАНУ, но и на други универзитетски центри низ државата. Учество ќе земат експерти, невладини организации и граѓани. Јавната расправа, освен во Скопје, во МАНУ или на некој од универзитетите во Скопје, треба да се одржи во други градови во Република Македонија и најверојатно така ќе биде. Значи ги разговаравме универзитетските центри прелиминарно, како Битола, Штип, Тетово, така натака, со нормално вклучување на целата експертска јавност, професорите по уставно право, другите професори, организациите и секој оној кој што сака да присуствува и да даде свој придонес. Јавната расправа ќе трае 5 работни дена и на неа ќе се објаснуваат амандманите. Сите произлезени сугестии и корекции во духот на Преспанскиот договор може да бидат вградени во уставните амандмани, велат од Собраниското тело за помирување. Владата како предлагач на уставните измени во рок од 2 дена треба да подготви извештај. Собранискиот спикер Талат Џафери потоа е должен во рок од 30 дена да закаже седница за финално носење на амандманите, зашто повторно како во првата фаза е потребно двотретинско мнозинство. Оваа трета фаза со која треба да финишира постапката за уставните измени произлезени од договорот од Преспа, ќе се одвива некаде во деновите меѓу 15 и 30 јануари. На текстот на предлогот на амандманите на уставот, предлагачот, секој пратеник и работно тело можат да поднесат амандмани најдосно 8 дена пред седницата на собранието, на која ќе се усвојуваат амандманите на уставот.